Како ве прифатија? Па како и во секое детство, меѓутоа тоа Мислам дека прв пат почна да ми станува јасно дека сум на некој начин поразлична од останатите негде на 3-4 години, кога тргнав во градинка, кога почнав да се мешам со други деца на моја возраст кои што не биле дел од моето секојдневие, да кажам. Меѓутоа некако со тек на време, со разговори, со објаснувања, научив да си ја прифатам состојбата и да сватам дека не сум толку различна. Ако самата себе си се прифатам, ќе бидам прифатена и од останатите. Моите родители ми ги снима лекциите на диктафон и така учев. А исто така и професорите беа многу коректни во тој поглед да кога се предаваше на часови ми дозволуваа да ги снимам предавањата, бидејќи не можев да запишувам белешки и такви работи, а исто така домашните ги пишував дома на Браева писмо, а одозгора мајка ми ги преведуваше на видно за да можат наставниците да прочитаат што сум напишал. Јас музиката ја создавам така што, не знам, преку секојдневни доживувања, односно преку начинот на кој што јас си го визуализирам светот во главата. И секој дело кој што го создавам има некоја приказна во позадина. Би ми било многу интересно да видам како другите би ги доживеале пораките кои што јас сакам да ги пренесам, односно начинот како јас ги доживувам работите и да видиме кај сме, која ќе биде средината. Дали може би така некако ќе се објасниме како јас го доживувам светот, како другите. Мене генерално најголем проблем ми представува движењето низ градов. Звучните сигнализации што ги има не се добро поставени, таму кај што ги има, затоа што сигналот е само на црвено или само на зелено, треба да биде и на црвено и на зелено, затоа што јас треба да знам дека има семафор. Немаме соодветни пешачки патеки, така што некако се поставија само колку да се постават, без никаква консултација предходно, без да има тоа долгорочна корист. Така што и мислам дека треба да се работи многу на тоа. Но мислам дека треба секој човек да се потруди да влезе во кожата на другиот, не знам. Не ги осудувам луѓето што не можат да разберат како јас живеам, затоа што и јас не можам да разберам како вие што гледате живеете, искрено. Така што, не знам, би им препорачала на луѓето да бидат отворени, да ги прифаќаат различностите, така што тоа би била мојата порака. Да се прифаќаме, да се разбираме повеќе меѓусебно, да се почитуваме. Искрено сум била Што сакаш?